тој коментар се кажува. За таа атмосфера многу се погрижија и навивачите кои беа со нас, 6-7 навивачи, кои што многу викам помогнаа да таа атмосфера владее се до почетокот на мечот и за време на мечот. Рековме ден пред мечот беа оние снимки, ова се моментите пред поаѓањето на стадионот. Сепак чувството е сосема поинакво, особено пред надпреварот, нормално. Да, пред надпреварот чувството го направи и го подобрија овие наши верни навијачи. Со ова нашата застава што иде пред нас и сите граѓани на Батуми гледаа во нас и во нашиот автобус. Како може толку да се навија за една екипа и толку желано да се дојде дури до Батуми. Господине Томовски, сигурно впечаток на вас остави овие моменти во Батуми. Да, штета не знам тон дали има, меѓутоа се подигна расположението во автобусот и така доста расположено влеговме на стадионот. Еве веќе тука и знамињата на нашите навијачи, односно на Вардар, беа поставени близко до клупата, така да бевме многу очигледно присутни таму. Браво! Јас може да се води ровија не видела. Види како се тепа. Може да буде интересно. Може да на видео. Okay. I'm from. Slajmy, a te jakie pieniądze.
No more carefree laughter, silence ever after. Walking through an empty house, tears in my eyes. Here is where the story ends. This is goodbye. Knowing me, knowing you. There is nothing we can do. Knowing me, knowing you. We just have to face it this time. We lose. Breaking up is never easy. Со прецизен слободен удар од работ на 16-тникот, Вардаровиот играч го совлада Дамјанац и го постави конечниот резултат, изнудувајќи аплаузи на отворена сцена. Финишот на натпреварот во знакот на најверните Вардарови навивачи. Навивачите на Вардар прекумерно се радуваа, навистина со убав огномет, но за жал со несакана завршница. Почитувани любители на фудбалот, ја користиме можноста да изразиме специјални поздрави од комитите до навивачката група на ФК Партизан Гробари, со што воедно ја изразуваат и благодарноста за гостувањето на Партизан во Скопје. Исто така управниот одбор на фудбалскиот клуб Вардар им го честита на своите гости Белград 4 октомври, денот на Партизан. Nema Marska. Ova sa fudbal nema zajedničko ništa. Дали гол тоа им нека Kaj može da igramo? Što je ovdje? Evo, otviri kraj. Ова само Вардар може да направи, никој друг. Ова глупост. Ова глупост. Да, организирана глупост. Гол на Шаиновски. Впрочем, и единствен се покажа подоцна во текот на надпреварата. Заслужува овој гол на Шаиновски да се види уште еднаш. Покажува фудбалерот на Вардар пред 4000 гледачи, конечно голем број од оние
најверни навивачи на Вардар, навивачката група Комити, се најдоа на западната трибина во еден свој дуел со против навивачите од противничкиот табор од фудбал. Голот на Петар Милошевски. Останува Вардар Слога и го Магнат 1:0. Ќе проследиме корнер за Слога и го Магнат, ќе го изведе Демјански. Спортско однесување нанесен голем срам на македонскиот спорт и фудбал пред се на прволигашот фудбалскиот клуб Вардар, кој во македонскиот фудбал значеше многу и со самото тоа ја градеше историјата на македонскиот фудбал. Асоциацијата дека овој денешен вандалски чин е во директна режија на некои луѓе од врвот на фудбалскиот клуб Вардар, наведува и на предпоставка за вмешаност на одредени политички партии. Ова наликува како некој намерно да сака она што се случува на социјален и економски план во градовите на Македонија да го пренасочи врз лицето на спортот, уништувајќи го на тој начин витештвото и спортскиот дух. Останува прашањето докаде ќе се стигне со овакви еклатантни режии и начинот на девалвирање на сите морални вредности во државава. Останува нашиот отворен апел за немешање на политиката во спортот, бидејќи денеска на најсуров начин се покажа спротивното. Жалосно е сознанието дека некои од наводно битните функционери на фудбалскиот клуб Вардар на ваков начин успеа да го срушат митот кој го градеа од страна на плејадата спортски и фудбалски великани во изминатите неколку децении, вклучувајќи ги сопствените егоистички интереси и профитерство, и сето тоа да го сторат за само неколку сезони. И за крај на нашата дневна информација за овој дневен настан, евидентно е дека новокомпораната спортска олигархија во фудбалскиот клуб Вардар од Скопје ја внесува политиката на највулгарен начин, констатација за која што денеска имаше многу сведоци. Според информациите и снимките добиени од местото на настанот, што во моментов ги следите, покрај главниот режисер на немилиот инцидент, спомнат во претходната информација, се наоѓа и лицето Драган, познат како Дракче, кој беше предводник на групата навивачи, кои направија најголема материјална штета во просториите на акционерското друштво Силекс и на телевизија Сител. На полицијата, која веќе презема мерки и останува да ги идентификува и другите организатори на овој немил настан, што ги потресе сите честни љубители на спортот и да покрене соодветни законски мерки за да не се повтори она што веќе го видовме. По денешните инциденти во Скопје, во контекст на незавршениот надпревар меѓу Вардар и Силекс, интерната комисија на АД Силекс издаде соопштение, според кое неофицијалните проценки за штетата врз службените простории на Силекс и просториите на телевизија Сител, како и вредноста на демолираниот и ограбен маркет, изнесува 2 милиона германски марки. До 10.000 гледачи, она група најверни навивачи на Вардар Комити во првото полувреме и воопшто не се огласи во еден спор со својата управа и дојде онај спорен момент, 54-та минута, во акција беше Горан Караджов во дуел со Николов. Падна, судијата Маријан Ристевски од Кичево беше во непосредна близина, за него не постоеше пенал. Слободно судиско убедување, меѓутоа постои и навивачко убедување. Сликата во овој случај ниту може да демантира, ниту пак да потврди. За жал. Патен корнер на Шаиновски не успе од неколку метри Петревски да ја смести топката во мрежата на гостите од Кратово. Во 85-та минута и Богоевски можеше по оваа мешаница и добро вратена топка, меѓутоа и тој беше непрецизен. И до 85-та минута и навистина се играше фудбал на градскиот стадион во Скопје и дојде она 86-та кобна минута. До тогаш навивачите не може да се каже дека коректно навиваа, само на моменти. Продолжи со она вообичаено неспортско навивање кога се работи за Фудбалскиот сојуз на Македонија. Во 86-та минута го видовме еднаш, ќе го видиме нешто подоцна и уште еднаш, најпрви Јовановски остро стартуваше, а потоа дојде до една голема мешаница меѓу фудбалерите на двете екипи во која најпрви учествува браќата Караджови и Нацев.
за се ова што следува, на овој начин, а потоа и неповторена снимка, коментар не е потребен. Со облекувалници. Немилите сцени во овие моменти завршија на теренот, меѓутоа, што е уште полошо, продолжија пред трибините. Малобројната полиција не можеше едноставно ништо да стори, се обидуваше со солзарци да ги растера навивачите, ако се ова навивачи, пред се хулиганите, меѓутоа малобројни и минути на градскиот стадион во Скопје, на фудбалскиот натпревар меѓу екипите на ФК Вардар и ФК Селекс, поради навлегување поголема група навивачи на Вардар на теренот, дојде до прекина на преворот, а потоа и до поголемо нарушување на јавниот ред и мир. Нарушувањата продолжија и по излегувањето на навивачите од стадионот, кога група од околу 400 претежно малолетни лица со вандалско и насилничко однесување ги демолира објектите на стадионот и околу него со фрлање камења, стаклени шишиња и други предмети, а камења беа фрлани спрема полицијата. По интервенцијата на полицијата, масата навивачи се упати кон центарот на градот, кршејќи излози и ограбувајќи продавници. Според првичните согледувања, повредени се повеќе граѓани и полицајци и е причинета материјална штета. Министерот, оние постари навивачи на Вардар, можеби водачи на онаа групата комити, ако досега можеби беа иницијатори на некои инциденти во минатото, денеска се обидуваа да смират што може да се смири. Главно во сево учествуваа многу помлади навивачи на Вардар пред се малолетни лица. Надвор од трибините на градскиот стадион, кога агресивната толпа млади луѓе останаа пред службениот влез со намера да ги пречекаат фудбалерите на Силекс, кои останаа со облекувалните. 10 минути на градскиот стадион во Скопје, на фудбалскиот натпревар меѓу екипите на фудбалскиот клуб Вардар и на фудбалскиот клуб Силекс, поради навлегување поголема група навивачи на Вардар на теренот, дојде до прекина на преварот, а потоа и до поголемо нарушување на јавниот ред и мир, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Нарушувањата продолжија и откако излегува навивачите од стадионот, кога група од околу 400 главно малолетни лица со вандалско и насилничко однесување ги демолира објектите на стадионот и околу него со фрлање камења, стаклени шишиња и други предмети, а камења беа фрлани и кон полицијата. По интервенција на полицијата, толпата навивачи се упати кон центарот на градот, кршејќи излози и ограбувајќи продавници. Според првите согледувања, повредени се поголем број граѓани и полицајци и е направена голема материјална штета. Министерството за внатрешни работи приведе поголем број нарушители, а презема мерки за идентификација на другите сторители, против кои ќе бидат преземени соодветни законски мерки, се вели на крајот од соопштението на Министерството за внатрешни работи. Инаку во пополдневните часови, според неофицијални информации, дел од комитите успеале да влезат по салата Јане Сандански, каде што во тек беше надпреварот меѓу кошаркарските екипи на металскиот завод Тито од Скопје и Жито Вардар од Велес. Пред салата полицијата успеа да приведе дел од комитите, така што по завршување на надпреварот, благодарение на брзата интервенција на полицијата, Президент, така што во почетокот на второто полувреме ние ги имаме тие снимки, дојде до расправа помеѓу комити Југ и комити Запад. 5 минути пред крајот на надпреварот ние излеговме од западната трибина и се упативме кон просториите на Силекс. Патем при самото качување во телевизија Сител, која се наоѓа под јужната трибина, слушнавме и разбравме дека на теренот се случува тепачка. Работи за едниот од водачите на комитите, Драгче Димовски, некогаш вработен во Скопското горење, е човек кој прв влетува во теренот преку јужната трибина и човек кој прв ги напаѓа играчите од страна на публиката. По него втрчува неколку деци и настанува гужва и хаос. За тоа време играчите на Сител бегаат кон
соблекувалните. За чудо, соблекувалните се заклучени, што значи дека играчите биле осудени за гонење по теренот на најбрутален начин што може да се замисли на овој простор. Од начинот познат актер Ѓокица Лукаревски за младиот Ангеловски, кој и вчера и денес покажа дека се работи за уште квалитетен, перспективен ракометар, кој е идејата на македонскиот ракомет. На подготовки до стартот на новата сезона, сите во клубот очекуваат дека ќе изминат во најдобар ред и ќе бидат максимално искористени за темпирање на формата и за фуриозен старт во следниот шампионат. Во таа насока се изјавите на новиот директор на клубот Дарко Панчев, тренерот Драган Канатларовски и повратникот во тимот Антонио Филески. Пријавено Лазаревски, Паевски, Георгиевски, да видиме кој ќе биде во игра и 2:0. Прекрасно ве пренесува драгароци на просторот на малата трибина каде се навивачите на Вардар, познатите кумици. Нема многу можност во првото полувреме да се радуваат на